Благодарам и до сите медиуми што во изминатиот период постојано ја пратеа регулаторната комисија за енергетика. Денес имавме опција јавноста да информираме и со соопштенија или пак со снимка преку Facebook, но како што ветив, од кога сум председател на регулаторната комисија за енергетика, секогаш ќе информираме јавноста за одлуките кои што ги носи регулаторната комисија за енергетика. Овие одлуки се тешки, бидејќи носат до поскапување на вчера и цената на електричната енергија, денес и на топлинската енергија пред се во градот Скопје, но и кога се носат тешки одлуки, не смее да се бега од носење на тешки одлуки и мора да се изнесат фактите и да се знае вистината. Регулаторната комисија за енергетика, како и за цената на електричната енергија, така и за топлинската енергија, не може да прифати ценовни шокови и значителни зголемувања на цената на топлинска енергија. Најнапред би сакал да ви кажам фактите за цената на природниот газ, кој што има најголемо влијание врз цената на топлинската енергија. Цената на природниот газ, која што е во моментов и која што ја има доставено БЕК производство до регулаторната комисија за енергетика, е $1480 за нормален метар кубен. Тоа е највисока цена на природен газ која што ја имало во Македонија од кога го користиме природниот газ. Доколку влеземе во калкулации со оваа цена на природниот газ, цената на топлинската енергија би се зголемила за околу 190%. 190% не е решение, 190% само ќе ги влоши состојбите и во секторот за топлинска енергија и во секторот за природен газ. Проблемот со цената на природниот газ не е наш, не е во Македонија, туку е проблем во цела Европа. И од тука овој проблем со висока цена на природен газ не може да го реши само регулаторната комисија за енергетика, ниту пак е фер регулаторната комисија за енергетика тој товар да го префрли кон граѓаните. Од тие причини ние во нашите калкулации само со една единствена цел да не предизвикаме сериозни ценовни шокови, влегуваме со калкулација за цена на природен газ од околу $350 за нормален метар кубен. Уште еднаш сакам да потсетам дека минатата година просечната цена на природниот газ изнесуваше $240 за нормален метар кубен. Во реалноста имаме повисока цена за речиси 5 пати и ние од тој факт не можеме да избегнеме, но не можеме целосниот товар да го префрлиме само врз потрошувачите. Од тие причини во овие наши калкулации влегуваме со цена на природниот газ од $340 за нормален метар кубен. Што тоа значи во пракса? Вкупниот трошок за природен газ за месец јануари изнесува 13,8 милиони евра. Ние со оваа наша одлука признаваме трошок од околу 4 милиони евра. Значи постои разлика од околу 9 милиони евра кој што треба да се покрие. Потрошувачите не може да го покријат овој трошок за природен газ и од тие причини овој висок изголемен трошок за природен газ треба да се подметнат сите чинители во секторот, а и сите останати институции во државата. Врз основа на овие наши пресметки, цената на парното во градот Скопје ќе се зголеми за 14%. Со оваа наша одлука се враќаме на ниво на цена на
топлинска енергија, која што сме имале во 2018 година, имајќи во предвид дека за 5-16% од 2018 година до денес ја имаме намалено цената на топлинската енергија. Како што кажав, Регулаторната комисија за енергетика до тука може. Не е фер трошокот за природниот газ да падне на грбот на граѓаните. Од тие причини и вчера упативме апел и до владата, и до градот Скопје, и до општините во градот Скопје да помогнат. Владата веќе превзема одредени чекори, кои што ќе ги објави во наредниот период, со цел овој трошок кој што не е покриен со оваа одлука, да се најде начин како да се покрие. Уште еднаш барам и апелирам до градот Скопје и до општините на градот Скопје да помогнат во однос на покривање на дел од трошоците за топлинска енергија во градот Скопје. Само како параметар да ви кажам што би значило тоа низ пари. Кај вкупните сметки кои што ги имаат потрошувачите на заради зголемувањето на цената, тоа изнесува околу 250.000 евра на месечно ниво со ова зголемување. Ако некој смета дека со ова големи пари, во ред. Јас сметам дека овие пари на месечно ниво можат да се покријат од сите институции во државата. Јас толку имав да кажам, повелете со прашање. Од јануарската сметка. Извинувам, калкулациите се 350 или 340? Еднаш кажавте 350 на 340. Од прилика. Од прилика се меѓу 340 и 350. Дали се размислува БЕК да работи на мазут и дали има резерви на мазут? Значи, доколку БЕК започне да работи на мазут, а може да започне на мазут, бидејќи тоа неговите котли го дозволуваат, до крајот на грејната сезона ќе треба да се работи на мазут. Јас тоа, како експерт во енергетиката, не го препорачувам, но доколку се дојде до некоја крајна ситуација, да нема природен газ или цената на природниот газ е екстремно висока, со цел да има грејење во градот Скопје, може да се разгледува и тоа, ама единствено како крајна опција, бидејќи топланите во градот Скопје, сите знаете дека се во подрачје до згради каде што живеат луѓе и мислам дека не е тоа најсоодветно решение, бидејќи загадувањето, кое што и така е високо во деновите кога нема ветар, уште повеќе ќе се зголеми и ќе предизвика дополнителни проблеми. Инаку постои техничка можност, само за неколку дена, од природен газ, топланите да можат да користат мазут, но користењето на мазут значи дека до крајот на грејната сезона ќе треба да се користи само мазут. А дали има резерви компанијата, ако мора да стартува? Согласно Законот за енергетика, компанијата е обврзана да има обезбедено 15-дневно резерви на алтернативно гориво за производство на топлинска енергија со максимален капацитет. Што е содржината топлани? Дали ќе поскапат процентите јури? Процентите се исти и за Елем енергетика и за Скопје Север, бидејќи и исто такво енормно зголемување на трошокот за набавка на природен газ има и во Скопје Север, има и во енергетика во Железара. Газ имаат набавено за луѓе да работат? Газ има обезбедено Макпетрол за Елем енергетика и за Скопје Север, и тој газ ќе треба да почнат да го плаќаат авансно, како што е практиката во однос на природниот газ за БЕК.
природен газ е обезбеден, се бараат соодветни начини како тој природен газ да се плати, имајќи го во предвид значително зголемениот трошок за набавка на овој природен газ. Не сваќам, се пара начин да се плати, помози да објасните сега. Плаќањето на природниот газ е авансно. Значи се плаќа однапред, неколку дена пред периодот, вообичаено се плаќа за 2 недели, така да за наредните 10 дена обезбеден е природен газ и ќе се најде и начин да се плати и преостанатиот дел. На 2 недели е плаќањето. И која е реакцијата на БЕК за ваквото зголемување? Кој е ставот? Апсолутно и БЕК се свесни и Елем енергетика и Скопје Север дека енормно зголемување на цената на топлинската енергија ќе предизвика сериозни проблеми. Доколку се сеќавате, во 2008 година имаше драстични зголемување на цената на топлинската енергија, околу 70-80% и сето тоа доведе до исклучување на голем број на потрошувачи. И доколку се сеќавате, исто така тогаш тие потрошувачи почнаа да користат електрична енергија за грејење, но во општина Карпош и во општина Аеродром, каде што има трафостаници на дистрибутивната мрежа, најголем дел од нив беа преоптоварени, а кај нив имаше исто така и пожари. Така да нема друга опција. Енормно зголемување, значи енормно исклучување, значи трошење на електрична енергија за загревање на домаќинствата во градот Скопје, што ќе доведе дополнителни проблеми во однос на набавката на електрична енергија во државата. Уште еднаш дали разбрав добро, значи парно утре ќе има обезбедени се резерви за 2 недели, а за тие 2 недели не се обезбедат овие 9 милиони евра? Опција граѓаните да останат без парно грејење не е опција и не се разгледува како опција. Се разбира дека ќе се најдат пари. Јас ја кажувам како е реалната ситуација. Добро, само да прашам, бидејќи овие шпекулации дека газ има до 31 само БЕК, претходно ги демантиравте, 12 милиони евра дека треба БЕК за да набави газ од 1 јануари, исто тоа го демантиравте. Не го демантирав тоа, такви работи немало. Потребни се пари на БЕК за да намали, за да набави газ. Неколку месеци, ама сега на 31 декември излегува дека сега бараме пари за Вака сега да се расчистиме некои работи, да не верувате на лажните вести, да не верувате на лажните експерти, да не верувате на шпекуланти и дилетанти. Регулаторната комисија за енергетика вети дека ќе нема промена ниту на цената на електричната енергија, ниту на топлинската енергија до крајот на годината. Просечниот трошок за набавка на природен газ во 2021 година изнесува околу 2 милиони евра. За јануари 2022 година изнесува 13,8 милиони евра. Опција е да ја зголемиме цената за да се покрие овој трошок за набавка на природен газ за приближно 200%, или опција е сите чинители да помогнат. Зголемување на цена на парното во градот Скопје од 190 до 200% не е опција. Така да ги расчистиме тие шпекулации, да ги расчистиме тие лажни вести. Регулаторната комисија за енергетика секогаш јавно кажувала и секогаш стоиме до податоците и фактите кои што ги кажуваме. Ама пари пак нема. Поинтата ми беше друга, само, значи, сакам да кажам, бидејќи пред неколку месеци се говореше за овие бројки. Дали претходно можеше да се реагира на тоа? Па веќе се обезбедени одредени средства за да се набави природниот газ. Тоа ви кажувам. Значи за 2 недели,
Значи одеднаш не можете да побарате толку пари и компанијата Бек производство работела со трошок од дека е газ од $240 за нормален метар кубен. Значи тие средства се помага и помогнато е да се обезбеди тој природен газ за 2 недели. Дополнително ќе им се помогне и за следниот период, така да бидете без грижа дека ќе има некаков проблем во градот Скопје. Кој треба да помогне? Ако Влада град Скопје финат раци и речат, значи ние гајле за приватната фирма. Владата веќе работи на соодветни начини на подобрување на ликвидноста на Бек производство.